И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука. Во моментот сме во Куманово на уште еден автособир. Како што гледате, многу луѓе се тука собрани, посебно за овој дел кога ги спушта сите овие спортски коли, поготово неколку Ламборџиња, али ипак тука сме да ги разгледаме некои од модифицираните возила на спортскиот, тоест воениот аеродром Аџи Тепе во Куманово. Ќе ги разгледаме поготово неколку од деловите на ова место каде што беа изложени сите овие коли, навистина многу ги имаше, така да ќе има повеќе исечоци ова видео. Гледате, се уште привлекуваат многу внимание спортските возила кога ги спушта. Мене ова ми фати око, доста интересен модел од историјата, да речеме, на Dodge. И полека ќе навлегуваме навнатре. Ќе видите многу коли вака со отворени хауби, каде што газдите гордо си ги изложуваат и сакаат да покажат кој што направил во однос на моторизацијата, некој повеќе во однос на надворешноста, како и да е. Тука имаше многу категории од разноразни возила. Ете, има и ретро некои модели кои што ќе ве вратат во 90-тите или почеток на 2000-тите години. И доста интересни дизајни и модели имаше на овој собир. Секако имаше и разноразни игри, голема амбина со музика, забава и се што следи во склоп на ваков настан. Нормално сите се поделени и по клубови, горе-доле така и се групирани, така да од време на време ќе поминуваме во секое делче и кај секој клуб да видиме што има, како има. Го и Мерцедесот на еден мој пријател Иво Радовиќ, кој што собрал и неколку пехари заедно со неговата екипа. Еве го и чарџерот кој што е донесен од Америка и кој што веќе има интервју направено мојот колега од The Road Machine Lovers. Можете и него да го заследите на Инстаграм, да видите неколку кратки клипчиња од тој настан. Се одиме натаму. Имаше и гости од други држави, и од Србија поготово. Еве еден Мерцедес, отворен капак, не се само бенвиња, нормално хондите, поготово они сакаат да изложат вака со отворена хауба. А нормално тука се и Volkswageните, разноразни варијанти. Имаше многу Golf 4-ки, 5-ки, 6-ки, сите модифицирани, па и некои постари олтајмери ќе видите после. Сега одиме во некој друг дел, тука мислам дека беа дечките од Прилеп. Ова е интересна бубица со лого од Трансформери. Еве, исто е озбилна машина на Мерцедес. Да, еве ги дечките од Прилеп од Brotherhood, кои што, впрочем, ако не сте го гледале видеото кое што го одржа сам еден автособир кој они беа организатори, тоа е моето претходно видео на YouTube, можете и него да го погледнете. И на тој собир имаше интересни коли. Али еве ги они тука со присуство на нивните коли. Еве ова, дури има и во гепекот и можност за, тоа е вградено телевизорче за ако сте некаде на пикник и да си застанете и да си погледате. Еве Honda Accord, така поретко да речеме. Еве и една интересна Golf 4 со VR6 Volkswagen мотор, што е исто така по ретко да се види. Нормално овој дел со интересните визуелно да речеме направени коли, сите едно до друго паркирани и нормално привлекуваа многу внимание.
Еве уште едно BMW, интересното е кај овие постари модели што капакот се отвара од обратната страна. Нетипично, али ете, интересно. Еден олдтаймер Opel Kadett тука во средина ставен, кој што стварно добро сочуван и добро направен. Интересно е да се видат и вакви модели. Потоа разноразни BMW со интересни фолии и интересни додатоци, како ова розово BMW со мечето горе. Еве Toyota со подкренати фарови, тие се интересни модели, пеглицава е стално интересни, привлекува внимание. Еве и гости, мислам дека овие беа од Србија, некој клуб кој што ги изложија своите модели. И некаде на крајот од овој аеродром тука исто имаме прикажано коли, и тука мислам дека скрос на крај ќе видите имаше од други држави одредени возила и клубови кои што учествуваа. А и стварно голема посетеност имаше настанов, како што заблежувате, постојано има луѓе кои што ги гледаа колите. Еве интересни модели, едно Volvo, ама и посебно ова Lancia, која што мене ми е посебно интересна, спремна за нарели, убаво средена и визуелно вака како модел, мене барем ми е една од поинтересните. Еве и постари голфчиња, едното од кое што кабрио, ќе го видиме сега него. Исто и тоа ве враќа во историјата, гордоста на Volkswagen. Тука на крајот исто гости од Србија со нивните Toyota Celica во тревата, па потоа повторно влегов малце навнатре да видиме што има и тука. Овој црниот Golf посебно ми се бендиса, добро е направен. Да видиме следно кај сум отишол. Оваа бубава исто привлекуваше многу внимание. 06, бака стварно ганц направена надворешно, ептен добро сработено. Сега да видиме каде сум влегол следно. Нормално пробав да влезам скоро на сите овие налево и надесно одредени како патчиња, за да ги опфатам скоро сите возила и повеќето клубови што беа присутни. Инаку следниот голем настан ќе биде на 21 јуни во Битола, кој што е организиран од Кар клуб Битола. Ги повторно дечките со Ламборџинито. Тоа не е едно, повеќе беа и скоро секојаш привлекува маса на луѓе кои што сакаат да се сликаат со нив, и разбирливо. Дефинитивно се атракција. Јас за тоа време нормално ќе искористам да фатам и дел од другите возила. Таму во далечината имаше и игри за дрифтање, така да овој настан полн беше со активности. Еви овој дел тука ќе го опфатиме и потоа повторно ќе одиме малце на кајбината, ќе ја видите и тој дел. Да видам само тука нешто што беше интересно да се види, што не сум фатил, тука беа дечките од Extreme Power City со нивните возила. И сите си имаат шаторчиња како пикници, како еден дел за дружби, што е супер за ваквиве настани. Овде имаше едни стари BMW, сега ќе ги видите баш олдтаймери, кои што мислам дека ќе видите дека ги имаат освоено и многу пехари.
И разбирливо е зошто, стварно се ретки. И убава гледка прават за овој автособир, навистина треба да се тука на право место се дојдени. И еве сега одиме накај бината. Може би и доделуваа веќе некои награди или не знам што правеа, имаше доста гужва на бината. Нормално Хондите доминираат. Еве и Toyota Mustang, позади имате и еден Dodge, одма кај звучникот. Еве и едно Audi. Toyota се лика од претходната генерација. И уште едни као за крај, еве да речеме, интересни возила, кои што еве во моментот го отвараат, ја отвараат хубата, пошто има интересно што да се види и внатре. Многу пехари за оваа Honda, може би ќе снимаме и малце подетални видеа во некое наредно клипче. Ви благодарам за вниманието, тоа беше се сега за сега и се гледаме во следното.